Албум. Асоциации колку и луѓе. Дуке на спомени, секавање на поважни моменти во животот, свадби, крштевки, родендени, фотографии од немилице, разгледници од патувања, албум како политичка опција, музички албум, албум на сликички животинско царство. Во последно време загрозена врста од неговото височество USB, кој може да си го ставиш во джепот. Размислувате ли понекогаш колку необични луѓе и доблесни живеат околу нас? Луѓе со кои секојдневно се среќаваме, ракуваме, разменуваме, а не знаеме колку необични приказни кријат во себе. Необични приказни на навидум обичните луѓе околу нас. И отвараме првата страница од нашиот и вашиот албум. Наш денесен гостин ќе биде една дама со 1000 перцепции, со нескротлив дух. Мила Изгреванич. Благодарам за поканата. Не ми се заблагодаруј, на крајот ќе ми се заблагодариш. Сега ќе те избомбардирам со 1000 прашања. Мила, фотографија, фотоапарат, фотоалбум. Каде се гледаш? Каде е твојот предизвик? Во фотографијата или во фотоапаратот? Може да се каже дали си како фотомодел би сакала да бидеш или како фотограф, може да е едно друго прашање што многу луѓе го поставуваат. Јас со принцип најверојатно сум воајер по природа, бидејќи ги сакам убавите нешта и сакам да уживам во нив и да ги стварам ако можам тоа да го направам. И мислам дека затоа и почнав да се бавам со фотографија. Ја научив и работев као професионален фотограф еден период во Швајцарија. Така што јас уствари сакам да уживам во убавите нешта. И така, ние откривме, малку истражуваше екипата на Skynet телевизија и ја најдовме твојата прва жртва, твојата жртва на фотографијата. Малку го видиме прилог во се тоа. Имавме случајна средба во авионот за Цирих. Испадна дека и двајцата одиме на таа убава земја. Разменивме адреси и се договоривме да се чуеме. Испадна Мила покрај нејзината работа во болницата да почне и со фотографија. Најпрвен аматерски, а после тоа се повеќе професионално. Во една прилика испадна таква ситуација да посака да слика портрети и почнавме со некои пробни слики заедно со нејзиниот ментор во тоа време, Видеркер, мислам дека беше. Таму беа направени некои црно-бели фотографии и подоцна, кога се вративме во Скопје, нашето другарување продолжи. И така да овие фотографии се направени во нејзиното импровизирано студио во бараката од нејзините родители. Ете, видовме корпус деликти дека си се занимавала со фотографија, едно од твоите инспирации и предизвици. Гуран, можда за еден фотограф е многу битно да има опуштен модел. Значи, тоа е основно. Гуран е еден прекрасен човек, кој што сме другари и кој што кога сакав да фотографирам рече добро, ќе ти помогнам, требаше да тренирам. И така што во Швајцарија многу ми помогна да научам. Со фотографија бидејќи е многу тешко сега таму каде ќе најдеш модел за да фотографираш, а треба да почнеш во студио, те интересира. Така што Гуран се напати со мене во Швајцарија и во Скопје исто направи фотографија бидејќи е многу благодарен покрај тоа што е комуникативен, многу убаво изгледа, опуштена и можеш да направиш, мислам дека со него сите сеанси што ми беа за фотографирање ми се прекрасни, мислам една многу убава успомен. Меѓу другото, кога разговаравме со Горан, откри уште една ситуација интересна со тебе. Се обиде во Швајцарија да ја припраш Рајна. Ќе го видиме сега прилогот со него. Ја припливор. Мислам дека ми издал. Нашите викенди во Швајцарија не беа само работни, да кажеме. Најголемиот дел шетавме. Мора спомнам една интересна ситуација. Бевме на прошетка северниот дел на Швајцарија, на граница со Германија. Тоа е Шафхаузен, таму се прекрасни силни со енергија во допади на Шафхаузен, се вика Райнфал. Близко до тоа место се наоѓа една малечко градче слика Штайн ам Райн, заштитено, значи, со законот на ЮНЕСКО.
кое што изгледа исто како што изгледало во 15-16 век. Значи останати се оние исти куќи со истите греди, со живи бои, со убави цвеќења. Тој е во тој стариот дел кој што е со дигани заграден. Значи до тоа место се стигнува преку еден стар мост над реката Рајна, која што во близина истекува од Боденското езеро. Во таа прилика Мила, каква што е Мила, изрази желба да ја преплива, дека ја морам ова. И беше интересна гледката кога Мила со еден нејзин интересен фустан, нејзина креација со чворчиња, некаде преку 20-30 чворчиња, почна да ги одврзила едно по едно, па тука некаде 10 минути се моче медвајцата и влезе во река со цел да ја преплива, за да биде уште едно нејзино остварување. И ја онака се прошета со Алиста преку мостот и ја чекав онака Мила целиот изненаден. Јас вака едно нешто ќе кажам нова коментар. Значи не е случајно зашто сум ја препливала Рајна. Во моментов кога работев како фотограф е страшно напорно. Мислам тоа може да кажат и камерманите и други луѓе што се бават со тоа, пошто ти треба голема физичка кондиција. Клечи стануваш, тешка е опремата и така натаму. Мислам независно колку сум јака, конституцијата ми е крха и сега кога треба да работиш, тука никој не те праша во Швајцарија можеш или не можеш, или ќе издржиш или не. За тоа да го издржав морав да одам по 2 сата да пливам дневно, значи не ми ова, имам едно друго езеро препливано, ради тоа што бев во кондиција, значи одев еднаш неделно на бања, пошто мораш да се релаксираш. Кај нас сите бањата рачунаат дека е за лечење, уствари многу помага. Така што ова е само нели, имаш вода, дај ќе ја препливам, не е проблемот во кондиција сум. Сега на пример никогаш не би имала толкава кондиција, не сум создала кај нас за овие години за да можам да го направам, пошто нема базени кои што се соодветни, кои што можеш да си поминеш дневно по 1-2 сата. И тоа откривме на твоите интересни приказни. Од Швајцарија и активностите во врска со фотографиите се обиди да леташ. Имавме средба со твојот тренер по летање Дрилица, кој ни раскаже на интересна приказна. Ајде да видим.